Благодарам на укажувањето, но не можам да не споменам, да, мене ми е познато покачувањето и го имав во предвид, меѓутоа веднаш споредив нешто. Ако во 2021, споредив бројки, ако во 2021 година синдикалната минимална кошничка во октомври била 35.574, во 2022 година е 51.514. Јас знам што е улогата на буџетскиот совет во независноста на парламентот, меѓутоа апсолутно прво треба да се предвидат средства во буџетот по мене, за да може буџетскиот совет да се движи во тие рамки. Значи, јас ја знам улогата на буџетскиот совет, но никаде не пишува дека пратениците, кога дискутираат за буџетот, не може да предложат покачување на средствата за администрацијата која што им служи. И се раководев од тоа. Значи, скромно покачување е ова и јас ве уверувам дека со ништо нема да ја нарушиме надлежноста на буџетскиот совет, доколку инсистираме и доколку владата го разбере тоа, дека во буџетот треба да предвиди повеќе средства или барем за толку повеќе, за колку ќе се изедначат со ексклузивниот статус на оние во Министерството за финансии, оти чумовие независниот статус ако имате пониски плати. И мислам дека хумано, логично е, наместо мала група на луѓе во буџетскиот совет, тоа да го сториме ние. Јас не сум член на оваа комисија, но мислев дека ако нешто можам да направам за оние кои многу прават за мене, тоа е барем да ве сензибилизирам вас, да ги погледнеме нив со широко отворени очи, умно да размислиме за нивната улога и да побараме подобар статус за нив. Благодарам.